Благодарам, председавач на комисията, почитуван заменик министър, почитувани колеги, почитувана явност. На първото читане на Законът за изменување и допълнување на Законот за судски такси потенцирахме неколку клучни точки, од кои што сметаме дека требаше да се пристапи кон негово заедничко донесување и усогласување, односно повлекување на ова предлог решение и заеднички да седнеме, да ги разгледаме сите можни варијанти и ситуации кои што можат со еден потек, односно со едно доставување на измени и дополнувања да го подобриме законскиот текст, се со цел полесна и по едноставна процедура за пристап на граѓаните до правдата во Република Македонија. Меѓутоа, очигледно не наидовме на ова и ограничени со фактот дека беше отворен само еден член во однос на изменувањето и дополнувањето на законот, односно со самото тоа што со отварањето на законот во овој дел со дополнувањето бевме ограничени во однос на поднесување на амандмани и поширока дебата во однос на донесување на овие измени и дополнувања. Затоа го поднесовме овој амандман кој што со ова неприфаќање од страна на заменик министерот и на владата на Република Македонија на амандманот, односно намалување од 6.000 денари на 5.000 денари за судските такси, зборуваме за една непринципиелност во однос на тоа дека истите се залагаат за правда во Република Македонија. Зошто? Можеби намалувањето од 6.000 на 5.000 звучи символично. Меѓутоа, со ова докажувате дека воопшто претходно ниту сте имале консултации со другите институции, ниту како што наведувате во самиот предлог закон дека се исконсултирани сите надлежни институции и имате начелни мислења од сите нив. Побаравме на првиот дел од расправата во прво читање истите да ни ги доставите доколку сте во можност, но очигледно истите не ги доставивте бидејќи всушност изгледа и ги немате. И затоа го поднесовме овој амандман да видиме врз основа на која анализа и врз основа на кои мислења од надлежните институции имате дојдено до оваа сума на судските такси кои што граѓаните треба да ги плаќаат пред судовите. Уште еднаш со ова се потврдува нетранспарентното донесување на овие измени и сакањето за одвлекување на вниманието на граѓаните од секојдневните скандали во правосудниот систем кои што се случуваат, со тоа што повеќекратно ќе се доставуваат измени и дополнувања на законите. Конкретно на овој закон, бидејќи со овие измени и дополнувања можеше многу пошироко да ја отвориме темата и да ги видиме сите аномалии кои што се соочуваат граѓаните во однос на овој закон. Но очигледно вашата намера беше сосем друга, односно вашата намера не беше да се донесе едно квалитетно законско решение во еден потек, туку имате намера дека после дали недела, две, месец, два, на истиот закон ќе пристапите со нови измени и дополнувања, со што само ја обременуваме постапката и истите, односно целите за кои што ги носиме овие измени, нема да бидат суштински, нема да ги доведеме во функционалност наеднаш. Истите принципи кои што разговаравме во однос на тоа дека имате начелни мислења од релевантни институции, всушност не можете да го потврдите бидејќи не ги доставивте извештаите. Втора работа за која што ревносно се занимававте во претходните години и се залагавте за една транспарентна постапка во носење на закони, вие всушност на првата можност и на првиот чекор кој што требавте да го направите за подобрување на овие законски решенија и донесување на сите измени и дополнувања, истиот не го ставивте ниту на енер. Од овде се гледа дека всушност ниту ви е битно било дали надлежните институции и граѓаните ќе имат можност да пристапат и да дадат соодветни мислења како би ги сублимирале и за волја на вистината сигурен бев дека со тоа ќе доведеше до подобро законско решение и истите ќе ги прилагодевме согласно потребите на граѓаните со цел задоволување на правдата. А во однос на малувањето на, како што рековте, не го прифаќате, ако гледаме
пошироко, ова намалување не значи само намалување за 1000 денари, туку значи мултиплицирање на трошоците, бидејќи знаете во еден судски процес, почнувајќи од тужба против тужба и сите инстанции до конечно завршување правосилност на самиот предмет, има повеќекратно плаќање на такси, со што овие средства, односно заштедите на граѓаните, ќе беа многу поголеми од она символична сума која што ја напоменувате. Затоа сакам да ви напоменам, секојдневно го отргнувате вниманието од секојдневните скандали кои што ја тресаат ова влада и ова владино мнозинство со наводни реформи во судството, со законот за измени и дополнување на законот за судски такси, со отварање исклучиво на еден член кој што со самото отварање на едниот член, истите бевме ограничени во однос на поднесување на амандманите и затоа пристапивме со поднесување на еден амандман. Уште еднаш, додека не е донесен овој закон, односно овие изменувања и дополнувања, ве повикувам да го повлечете како предлагач овие измени и дополнувања, заедно да седнеме, да ги отвориме широко сите членови кои што сметаме дека треба да бидат опфатени во едно изменување и дополнување на законот, да не одиме парцијално во изменување и дополнување на законите многу зачестено, бидејќи само ќе губиме време, а нема да се постигне целта на донесување на овие закони и донесување на правда во Република Македонија. Ви благодарам.